Кражбата на храна во Италија не е кривично дело. Кражба на помала количина храна во Италија со цел да не умрете од глад не е кривично дело, но во одредени случаи. Во 2016 година Италијанскиот врховен суд донесе значајна одлука во случајот на Роман Остријаков, бездомник од Украина, кој во 2011 година се обидел да украде сирење и колбаси во вредност од 4 евра од супермаркет во Дженова. Првично бил осуден на 6 месеци затвор и парична казна од 100 евра. Меѓутоа, Врховниот суд ја поништил пресудата, заклучувајќи дека неговото дејство не представува кривично дело, бидејќи било извршено во состојба на нужда, односно во обид да се задоволи итна и основна потреба за храна. Судот истакна дека правото на преживување има предност пред правото на собственост, нагласувајќи дека во цивилизирано општество никој не треба да гладува. Сепак важно е да се напомене дека ова одлука не значи дека секоја кражба на храна е автоматски дозволена. Одлуката се однесува на специфични околности каде што лицето дејствувало од итна потреба за преживување. Иако оваа пресуда представува значаен преседан во италијанското право, таа не легализира кражба на храна во сите случаи, туку признава дека во одредени екстремни ситуации дејствата мотивирани од нужда може да не се сметаат за кривично дело.